Почитувани, добре дојавте. Во екот на сезонскиот грип, во една од земјите со највисок степен на аерозагадување во Европа, а по неодамнашното истражување, односно резултатите кои беа обелоденети, според кои половина од возрастната популација во Македонија се активни пушачи, а дури 40% од младите до 18 години исто така редовно палат цигари. Имаме вистински соговорник на оваа тема. Му велам добре дојде во студиото на Телма, на професор доктор Дејан Докич од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија. Докторе, добре дојавте во Телма. Добро ве најдов. Македонија како една од земјите со највисоки стапки на пушачи во Европа, истовремено исто така меѓу најзагадените земји. Сега од аспект на пулмологија ве прашувам колку е оваа комбинација опасна по јавното здравје? Пушењето представува еден од најголемите јавноздравствени проблеми и е причина за голем морбидитет и морталитет во светот. И поред голем број на активности, кампањи од јавноздравствениот систем, сепак пушењето е една од главните причини за многу хронични болести, за зачестеноста на голем број карциноми, но исто така и намалениот животен век на оние кои што пушат. Така да знаеме дека чадот од цигари содржи околу 7000 различни субстанции, некои од нив се токсични, некои се канцерогени, некои ги имаат својствата и на едните и на другите. Но да кажеме и дека тие всушност частичките од чад од цигарите представуваат PM2,5 частички, значи со диаметар од 2,5 и помалку, што има возможува длабоко во дишното стебло да се депонираат, да бидат причина за воспалителни, хронични воспалителни процеси на дишните патишта, но и да се причина за белодробен карцином. Пред Нова година, некаде во декември, во парламентот имаше јавна расправа во кој беа обелоденети резултати од едно истражување за навиките на децата и младите, според кои 80% од младите пушачи никогаш не биле спречени да купат цигари, например. Во однос на законската регулатива, па беше изнесена една оценка дека пушењето кај младите не е прашање на личен избор, туку резултат на слаба регулатива, недоследно спроведување на законите и висока општествена толерантност на тутунот. На ова треба да се додадат и новите трендови со кои се соочува и Европа, во која има многу прилично рестриктивни закони за цигарите, меѓутоа новиот тренд се електронските цигари. Таму е предизвик електронските цигари, кај нас и традиционалните со тутун, па и новите електронски цигари. И сега како еден од нашите најврвни пулмолози ве прашувам, кога станува збор за белите дробови, и во првото прашање го спомнав аерозагадувањето, дали во Македонија популацијата и возрастни и млади се под постојан троен напад цигари, загаден воздух и сезонски вируси. Сега грип, на пролет некои други, па алергиите ќе дојдат и така. Што дишеме всушност ние, македонските граѓани? Па да, на жалост, еве да почнеме со аерозагадувањето, бидејќи тоа е се уште актуелно во овој период. Знаеме дека почнува некаде во есенските месеци, трае се до пролетните месеци, како резултат на начинот на загревање на одредени домови, користење на дрва или други горива, понатаму заради сообраќајот, секако се уште не е решено тоа прашање. Знаете дека возилата на дизел горива, особено ако немаат одредени филтри, дека изваредно многу ја загадуваат животната средина, понатаму објекти кои што користат мазут или некои други фосилни горива, исто така топлани, термоелектрани загадувачи. Секако дека горење на индустријски отпад видовте во летните периоди, но исто така и на друг отпад придонесуваат да се зголеми аерозагадувањето во нашата земја и доколку се комбинира со неповолни климатски услови, кога немате провејување на ветар кој што би можел да ги расчисти, дополнително и со магла, инверзија на температурите, кога температурата доле е пониска отколку горе, а маглата може со своите водени честички да биде носач на овие аерозагадувачи и ги приземјува во подолните слоеви каде што и ние живееме. Сето тоа заедно придонесува да имаме големо аерозагадување и секако кое што има последици врз здравјето не само на респираторниот систем, на кардиоваскуларниот,
може на репродуктивниот систем, но и кај други болни со хронични заболувања, било да се тоа на црниот џигер, било да се тоа на бубрезите и секако најранливи се децата и возрастните пациенти. Како тоа влијае кај белите дробови на здравите луѓе, како кај хронично болните, да речеме? И кај здравите, и кај хроничните болни. Аерозагадувањето доведува до воспаление, бидејќи аерозагадувачите сите, било да се тоа озонот, било да е тоа азотните оксиди, било да се тоа ПМ частичките или издувните гасови од дизел горивата, сите имаат оксидативни својства, што значи оштетуваат епителниот слој, го оштетуваат на дишното стебло и како резултат на тоа се создава едно воспаление. Имуниот систем секогаш се брани на еден ист начин, а тоа е воспаление. Било да е нападнато од вируси, бактерии, повреда од оксидативен стрес, алергии, секогаш имаме исто едно воспалителна реакција. Таа воспалителна реакција може кај здравите, кај некои од здравите особи да предизвика одредени симптоми, како што е печење на очите, солзење, јадеш во носот, печење во носот, кивање, кашлица, стегање во градите, отежнато дишење, но кај некои не предизвикува никакви акутни симптоми, така да останува незабележително во краток временски период, но долгорочно секако имаат подолгорочни и потешки последици по здравјето на пациентите. Од друга страна пак, пациентите кои што имаат хронични заболувања доведува до влошување, акутно влошување на хроничната состојба. Например, пациенти со хроничен бронхит имаат отежнато дишење, во тој многу повеќе проблеми со дишењето отколку во нормални услови кога не се експонирани на аерозагадување. Истото тоа е и са кардиоваскуларните заболувања, екзацербација или влошување на пациентите со астмата добиваат во тој период и се јавуваат почесто на лекар. И бидејќи рековте голем број причинители и создавачи на тоа аерозагадување, статистиката вели дека повеќе од 100 дена, не само Скопје, туку и другите поголеми градови во Македонија, нивото на ПМ2,5 и ПМ10 частичките над дозволената граница. Дали во зимските месеци, кога аерозагадувањето е најголемо, се забележува зголемен број на пациенти? Еве и клиничката пракса, вашата, што покажува? Дали има луѓе со зголемен број на респираторни тегоби или пак влошена ситуација, поголем наплив на пациенти на вашата клиника? Значи, тоа е по дефолт. Штом започнат зимските, односно првоесенските месеци, штом залади климата надвор, штом почне да се зголемува аерозагадувањето изразено низ бројките што ги спомнавте, секако започнуваат и сезонските настинки, па еве се до појава на случаи на грип во поголема број. Сите тие заедно придонесуваат да се енормно зголеми бројот на пациенти и особи кои што бараат помош од било нашата клиника или некои други клиники кои што се бават со респираторната медицина. Така да не би можеле само да кажеме дека исклучиво бројот на зголемениот број на пациенти се должи на аерозагадувањето, мора да спомнеме тука и настинките и секако дека пациентите со грип. Така. Но бидејќи, како што реков и во првото прашање, се обидувам да го спојам некако како дополнителен ризик фактор големиот број на активни пушачи во Македонија и големиот број на, односно денови во годината со поголемо ниво од дозволеното на овие честички што го загадуваат воздухот. И прашањето би било дали низ годиниве гледате промена во профилот на пациентите, например, дали има помлади пациенти сега отколку порано, дали има потешки симптоми, подолги хоспитализации, потешка клиничка слика кај луѓето кои се обраќаат за помош на клиниката за пулмологија. Точно, тоа е еден тренд кој што се забележува повеќе години, може и декада наназад, дека се зголемува прво бројот на пациенти кои што имаат последици, хронични последици од пушењето во форма на хронична обструктивна белодробна болест. Имаме многу поголем број на пациенти со таа болест, но исто така имаме и со потешки случаи, бидејќи голем дел од нив не прекинуваат да пушат, туку продолжуваат, што доведува до потежок степен и стадиум на оваа болеста, што бара почести хоспитализации и подолг престој на клиниката. Секако дека из аерозагадувањето придонесува кон тоа,
Исто така имаме и поголем број на млади пациенти кои што доколку се разбира пушат, се јавуваат почесто на лекар. Од друга страна се зголемува рапидно и бројот на пациенти со белодробни карциноми. Значи, пораст на оваа диагноза е значителна во последните години и навистина веќе предизвикува еден сериозен проблем за јавното здравство. Не може да се направи точен увид што е поголема причина за тоа, дали е аерозагадувањето, пушењето или и други ризик фактори или сето тоа во комбинација. Видете, сите тие заедно, вклучително и генетскиот материјал е извонредно важни се за да се зголеми бројката, но само наследниот фактор не може да биде оправдање за вака рапидниот број. Мора да имаме причини некои што се во надворешната средина, кои што се одговорни за ваков поголем број на пациенти со малигноми или хронични болести, а тоа се пушењето, аерозагадувањето, начинот на животот, консумација на одредена храна, каде што знаете дека одредени, например, јадењето на месо од животни кои што се претходно со хормони или со антибиотици третирани, или пак јадење на храна која што е прскана, знаете, јаболката кај нас по 15 пати повеќе се прскаат и некои други храни, сето тоа придонесува за еден поголем број на пациенти со белодробни заболувања. Ајде уште малку околу пушењето, податоците велат дека децата во Македонија почнуваат да пушат уште на 9 години, значи првите цигари се палат тогаш. Периодот на почеток на таа зависност од никотин се создава во периодот тоа доба од детството меѓу 9 и 13 години. Што значи тоа за развојот на белите дробови на едно дете? Ако од стручен аспект. Па видете, прво за мене е многу важно да се превземат одредени мерки и тоа едукативни мерки. Ние мора децата да ги запознаеме со штетните последици од пушењето, како тоа ќе влијае на нивниот развиток, не само физички, туку и психички, како ќе влијае на нивните органи, на нивниот целокупен систем и вкупно на целиот живот, бидејќи пушењето секако го намалува квалитетот на живот кога ќе почне да се манифестира со одредени заболувања. Затоа сметам дека мора уште во основно образование да се воведат некакви мерки за да се едуцираат. Првото е тоа да се одвратат децата од пушење. Секако дека тие мерки не се можеби доволно, ќе треба, мислам дека еден од најдобрите закони што во Македонија се донесени е законот за забрана на пушењето во јавни места, кој што сметам дека треба дословно да се применува, бидејќи доколку оние кои што доброволно започнуваат со пушење, јас можам да ги разбирам дека имаат некаква причина, меѓутоа да пасивно пушат оние кои што не сакат доброволно да пушат, туку се принудени да се во простор, затворен простор каде што се пуши со другите, сметам дека тоа не е во ред и не е исправно и тие луѓе да треба да ги трпат исто така последиците од пушењето, во овој случај кај нив пасивно пушење, како и оние кои што активно и доброволно пушат. Кога веќе го спомнавте пасивното пушење, вие се осврнавте и на мерките. Според податоци на Светската здравствена организација, од 100 смртни случаи поврзани со тутунот, 1/5 припаѓаат на пасивното пушење. Тоа што пушачите не го уништуваат само сопственото здравје, значи го уништуваат и здравјето на околината. Колку е тоа сериозно и научно докажано? Тоа е научно докажано, бидејќи и немаме безбеден број на цигари. И една цигара има 7000 различни супстанции кои што штетно делуваат, и 2 цигари и многу цигари, една кутија цигари. Само количината е поголема и секако дека негативното дејство е поголемо. Но и една цигара е штетна по здравјето. Така да, оние кои што се изложени на пасивно пушење, исто така неволно ги консумираат или ги абсорбираат тие штетни материи и можат исто така да добијат одредени болести кои што се карактеристични за пушачите. Во јавноста често се минимизира, особено во Македонија, ризикот од електронските цигари. Тие, колку што успеав да видам, не се опфатени со актуелниот закон против пушење за спречување на штетните последици од пушењето, бидејќи во законот се дефинира само чат од горење на чат од тутун, а не и од електронските цигари. Па често и самиот гледам во шопинг моловите, во големите маркети, луѓе си пушат електронски цигари. Од медицински аспект, дали се навистина тие побезбедни? Електронските цигари се далеко од безбедни,
во однос на штетните последици. Тие на некој начин се промовираат како замена и поздрава варијанта за оние кои што пушат, но тоа е далеко од вистината, бидејќи има се повеќе податоци. Секако мора да земеме во предвид дека тие не се огромен број на години веќе користат, па да можеме со сигурност нивното несакано дејство научно да го докажеме. Меѓутоа, постојат докази, имајќи во предвид кои хемиски супстанции се ослободуваат при електронското пушење, дека тие штетно делуваат и не се помалку штетни од обичните цигари. Така да не се залажуваме дека тие се поздрави, воопшто не се здрави за здравјето на луѓето. Значи треба и тие исто така како лекар алармирате да се опфатат, да се внесат во апсолутно законот. во мерките како и за обичните цигари. И тука има разли видови вейп, ги нарекуваат, па електронска цигара со Сите тие се никотин, без подеднакво никотин. штетни, да знаете, секој на свој начин. Ги оштетуваат белите дробови, тоа е докажано веќе, и тие вейпинг уреди што се имаат штетно дејство, доведуваат исто така до одредени болести хронични. Се уште ќе кажам кратко е времето на нивната примена во популацијата за да може да ги видиме долгорочните последици кои што тие ги имаат или ќе ги имаат. Сега, како што реков, во најавата имаме пик на грипот се очекува овие денови. Имаме загаден број, голем број на денови со загаден воздух и имаме исто така голем број на популација што пушат. Кога станува збор за сезоната на грип и на другите респираторни инфекции, кои категории на граѓани се најранливи? Дали се најранливи пушачите тука, дали загадувањето го зголемува ударот на грипот? Ајде да почнеме од загадувачите. Загадувачите докажано е дека како оксидативни агенси делуваат така да на површината од епителните клетки на респираторниот систем се зголемува една молекула која што представува рецептор за риновирусите, најчестите причинители на настинки. Што значи кога има да е повеќе вакви рецептори, многу полесно и олеснето е навлегувањето на овие причинители на настинките. Што значи пациентите, односно населението кое што е изложено на аерозагадување, меѓу другото и пушачите е многу слична состојбата, се поподложни на инфекции. Тоа е докажано особено за настинките. Меѓутоа, кога говориме за инфекции на горно-респираторниот систем или можда и посериозни на долните респираторни патишта, треба да разликуваме настинка од грип. Настинката е многу полесна, има многу полесна клиничка слика. Ние во медицината ја викаме некомплицирана горно-респираторна инфекција на горните респираторни патишта. Како што реков, најчесто се риновируси, може да бидат хумани коронавируси, кои што, знаете, кај децата од 10 до 12 пати можат да се заболат во една година. Кај возрастните малку помалку, значи кај сите оние каде што имаме движење, агломерација или конгломерат на деца, особено во предшколската возраст, школската, па и студенти ако сакате во повозрастната доба, сите тие многу полесно може да се заразат од овие настинки. Меѓутоа таа проаѓа без никакви лекови, само со одмор, со витамини или симптоматска терапија и треба да ја разликуваме од грипот кој што е многу посериозна состојба и е предизвикан од инфлуенца вирусите, било да се А групата или Б, и како што знаете постои вакцина која што би ја препорачал кај сите оние кои што се повозрастни и оние кои што имаат хронични заболувања, бидејќи грипот може да биде фатален за овие пациенти, особено кои што се во повозрастната доба и кои што паралелно имаат и некои други хронични заболувања, било да се респираторни, било кардиоваскуларни. Значи силно да за вакцинација пред сезонскиот грип, безрезервно. Тоа го препорачуваат и многу гајдлајнси за одредени хронични болести и воглавно во нашата земја тоа е 4-валентна вакцина која што опфаќа 2 соја на А вируси, H1N1, H3N2 и 2Б соја на вируси, тоа е Викторија вирусот и Ямагата. Дали гледачите кои сега не гледаат, а до сега не се вакцинирале, треба тоа да го сторат со оглед на тоа што сме во екот на... Секогаш е подобро да се вакцинираат отколку да останат невакцинирани. Дури и сега во екот на пандемија. Дури и сега во екот на васизона. Добро, спомнавте дека пушачите се поизложени на настинки и полесно можат
да се разболат, дали и во клиничка смисла и кога сте заболени од грип, кога ќе се заразат од грип, има разлика во текот, или па компликацијата во дали сте почесто изложени на и почесто развиваат компликации од грип пушачите, непушачите, од непушачите или оние кои се пасивни пушачи, да речем? Доколку имаме веќе развиено одредени болести асоцирани со пушењето, како што е хронична обструктивна белодробна болест, секако дека кај нив кои што веќе имаат манифестна болест, се заразат од грип, ќе имаат потешка клиничка слика. Не говорам за оние особи кои што пушат и кои што немаат се уште никакви заболувања, барем видливи на белите дробови, тие може да, во зависност од нивниот имун систем, може да бидат и полесно да поминат отколку другиве пациенти. Меѓутоа, оние кои што веќе имаат хронични болести како последица од пушењето, тие ќе имаат потешка клиничка слика кога ќе заболат од грип. Добро, рековте во едно од претходните одговори дека треба да се стави фокусот на едукација на младите, за да не се излажат и да почнат да пушат, да се делува превентивно од перспектива на лекар кој секојдневно ги гледа и последиците, што наитно треба државата да направи за заштита на јавното здравје кога станува збор за пушењето, освен оваа едукативна кампања. Рековте, имаме и закон кој не се да се предвидува доследно. применува законот. Мислам дека стрикното применување на овој закон, кој што сметам дека беше добар, би придонело да се намали пасивното прецепушење, а може би со покачување на акцизите да се исто така одвратат еден дел од пушачите да купуваат цигари или барем ќе ги намалат бројот на цигари. И поред тоа што спомнав дека самото намалување, количината ја намалува на канцерогени и токсични материи што се внесуваат, но не и нивниот комплетен ефект. Значи, престанок на пушењето би било најдобро. Би требало да се формираат центри за прекин на пушењето, бидејќи не е лесно да се после одреден број години, особено ако имате некој што 20-30 години пушал, па не само по една, туку и по 2 кутии на ден, тој човек тешко дека сам ќе се одвикне. Имам безброј примери каде што еве прекинале, викаат дека одеднаш прекинав со пушење, што верувајте тоа се можеби многу мал број на пациенти, бидејќи тоа е реткост, а од друга страна ќе кажат после пола година или после една година или после X години повторно се враќаат на пушењето. Што значи треба организирани центри во кои што ќе имате социолози, комуниколози, пулмолози, психијатри, педагози, токсиколози, значи еден тим кој што ќе му помогне на пациентот. Прво да му се објасни дека проблемите што ги има во живот или оние работи кои што го поради кои што посегнува по цигарата, на друг начин да ги абсорбира. Значи, но ова е возможно само во некое поорганизирано општество од нашето веројатно. Мораме да се стремиме кон тоа, бидејќи такви центри постојат насекаде во светот и на Балканот. Значи, една когнитивна бихевиорална терапија кај овие пациенти, па да се комбинира, веќе познати се, никотински замени, било да се во форма на лепенки, мастики за жвакање, спреови назални, каде што го заменуваат онаа зависност од никотин, која што ја примаат преку цигарите. Понатаму постојат лекови, фармаколошки лекови, кои што можат желбата да ја намалат за пушење. Например, постои бупропион, тоа е еден антидепресив кој што се користи за вакви цели, но исто така има и варениклин, кој што кога пациентите ќе земат никотин, тој конкурира на истите рецептори и тие пациентите ја немаат она чувство на уживање кога пушат цигари, напротив имаат непријатни осеќаи и така да на некој начин се одвикнуваат. И како што реков, поддршка. Апсолутно затоа имаме социолози потребна. Поддршка од семејството, поддршка од пријателите, поддршка од сите оние и да се мотивира пациентот самиот да помине ни сите овие фази на одвикнување. Бидејќи велите дека акцент треба да се стави на превентивата, ако овој тренд на рано пушење и загадување продолжи, има ли здравствениот систем капацитет на подолг рок да се справи со последиците? Па видете, мислам дека ретко која земја такви капацитети може да има и затоа во сите овие земји западноевропските знаете колку е стрикно, прво колку е едукацијата на повисоко ниво, многу попроширена, со кампањи кои што не се само од јавствениот систем, тука помагаат и медиумите, електронски, пишани, телевизиските
куќи и така натаму, сите заедно, координирано, синхронизирано помагаат прво во превенцијата или во намалувањето на бројот на пушачи, секако и со други мерки. Тука мора и државата да застане зад нас, за да може на крајот на криштата тој е во интерес на самата држава, бидејќи милиарди долари или евра, како сакате, се трошат за лекување на сите оние кои што имаат некаква последица од пушењето. И поевтино ќе биде Секако превентивата дека ќе уштеди државата средства, ќе ги усмери во нешто што е попотребно во тој момент, а не да ги лечи последиците од пушењето. Имате ли чувство, перцепција дека во Македонија постојат заблуди, некако на некој начин граѓаните ја подценуваат ризикот од пушењето и белодробното здравје? Дека не се свесни доволно за ризикот, дека се пуши по навика од некои стари времиња и дека новите генерации не се доволно свесни во каков ризик се пушта. Токму тие кампањи треба да ги сузбијат овие навики. Например, знаете дека пушачите ќе кажат после кафе пиење запалувам цигара или заедно со кафе, понатаму после некој оброк или после заедно со алкохол и така натаму. Сите тие навики треба и асоциација на пушењето со одредени активности во форма на јадење или пиење кафе или некои други, ако сакате и традиционални работи, треба да се на некој начин разбијат, односно да се прекинат и секако дека тоа мора да биде организирано во форма на одредени кампањи кои што треба да се да ги превземат, како што реков, сите медиуми, на сите полиња, на сите сфери и сите пори во нашето општество. Ако сакаме да имаме поздрава нација. Друго, законот мора да биде ригорозен. Мора да се стрикно применува. Само така можеме на некој начин да ги зашто не се луѓето свесни е затоа што немате некоја акутна последица која што е по здравјето на пациентите, која што може да ви сигнализира нешто. Вие кога ќе се повредите, секако имате болка, знаете дека тоа нешто се случува во моментот и дека следниот пат ќе внимавате. Меѓутоа, пушете, гледате дека ништо не ви се случува, си викате кај мене нема да се случи така, некој ако почине после 30-40 години, тогаш ќе размислувам и така натаму. Значи немате нешто што ќе сигнализира дека пушењето е опасно веднаш после земањето на цигарите и консумирањето. Затоа луѓето не го тоа перцепираат. Во Европа трендовите се, кога станува збор за цигарите, многу јасни, стрикни и многу ригорозно се пристапува кон овој порок. Веќе се создави така наречена, нели, тука би ги спомнал Белгија, Унгарија, Шпанија, Велика Британија ги забранија сосема електронските цигари. Се создава онаа генерацијска забрана за продажба, за конзумирање на тутун, на цигари. Децата родени под 1 јануари 2009 никогаш во животот нема да смеат да купат цигари. Идејата е да се создаде безчадно поколение во иднина. Ние се уште не можеме доследно да го примениме законот, го имаме. Како лекар, пред крај, каква порака би им упатили и на родителите и на децата, на младите кои што би требало да знаат денес за да не станат пациенти утре? Или што не смеат родителите да допуштат или да игнорираат кај своите деца? Јас сум поборник на еден здрав живот и поред тоа не знам колку е тоа спроведливо во сите тие земји што ги спомнавте, па и во нашата земја. Сметам дека прво треба да мајките кои што се бремени, односно во текот на бременоста, да не пушат, да водат сметка за своите деца, бидејќи уште од тука почнува експозицијата, бидејќи чадот, никотинот и јаглеродниот моноксид навлегуваат преку плацентата во самиот плод, па може да доведат до прво спонтани абортуси, предвремено родени деца, деца со помала тежина. Самите деца можат да имаат исто така проблеми, да се тие чисто мајки пушеле, да имаат почести ризик од инфекција, да имаат повеќе ризик од настанување на астма, на алергии, да се родат со помала тежина. Кај нив е исто така почесто синдромот на ненадејна смрт на новороденчиња. Значи, прво да почнеме од самото раѓање, понатаму преку едукација, преку фаворизирање на спортот и здравите навики, планинарење, ако сакате, не мора сите да спортуваат, престој во чист воздух,
земање на витамини, особено Д витаминот кој што е нашата земја, во нашата земја популацијата има дефицит на Д витамин кој што е имуномодулатор и многу позитивно делува на имуниот систем, па понатаму преку создавање на здрави навики да дојдеме до една здрава популација. Вие бидејќи гледате што дишеме и добро знаете што се вдишуваме секојдневно, како лично го чувате вашето здравје? Па како што реков, спортувам, земам витамини, антиоксиданси, бидејќи сите тие антиоксиданси и витамин С тука го вбројувам и одредени храни, и одредени овошја кои што имаат антиоксидативни својства, ги користам, но исто така носам маска во овој период да се заштитам не само од вирусни и бактериски инфекции, но туку тие N95 делумно заштитуваат и од аерозагадувањето. Така, мислите дека луѓето сега што не гледаат, а се пушачи, не изгледаа вака до крај? Или они кои се пушачи, кои немаат одлука или доволно се цврсти во решението да ги остават цигарите, полесно ќе им биде да го променат каналот или да не ги слушаат овие совети? Многу е важна мотивацијата. Многу е важна мотивацијата. Секако дека некој ќе биде заинтересиран, ќе изслуша можеби емисијата до крај и можеби ќе побара помош. И тие треба да се и текако, мислам, поддржат, но ќе има и некој кој што не сака да го пече совеста, не сака да знае, затоа што поедноставно е, ако не знам за нешто, ако не гледам, ако не слушам, не постои. Го негираат како проблем и тие сигурно ќе ја променат програмата. Професоре Догиќ, ви благодарам многу за гостувањето и за овие исцрпни одговори на тема пушење и аерозагадување и сезонски грип. Рековме за алергиите ќе зборуваме на пролет, кога ќе дојдат и ќе бидат актуелни. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на оваа фреквенција и довидување утре во истиот термин.